Лекувајќи го телото, забораваме на емоционалното здравје. Брзиот ритам на живот, стресните ситуации придонесуваат за нарушување на менталното здравје. Политиката, безпарицата, невработеноста, како и други општествени појави, се причина за се почести нервози, тврдат Штипјани. Највеќе кој ми нервират партиите сега. И Груевски и Заев. И кога се нервираш, што правиш? Ништо не правам. Пиеш ли лекови? Ништо, само се нервирам, ништо друго. Оти нема свое ја. Па од кучината, сегде тука кучина надвор во двороите, во куќите, секоја две куќина држат. И последниот извештај на Фондот за здравство покажува дека македонците се зависни од диазепам. На ранг листата за непрепишувани лекови, диазепамот се наоѓа на второ место. Односно, само за првите 6 месеци од минатата година биле издадени 502.105 рецепти. Најчести жртви на средствата за смирување се луѓе од 30 до 50 години, во најефективниот период од животот, кога влегуваат максимално професионално во своите обврски. Стресот е секојдневие, смета големиот доктор Методи Чепреганов, советувајќи дека стресот не може да се елиминира, но затоа пак може да се превенира. Може да го превенирате. Значи, го гледам X човек кој не ми е симпатичен. Нека биде новинар. Гасам телевизорот. Значи, не сакам да ја примам стресогената информација. Оти знам дека ќе каже нешто против мојата екзистенција. Да ми разбирате, тоа е превенција, да избегавате такви состојби што ќе го возбудат вашиот организам, ако сте во состојба. А сега, реакцијата на тоа што сте го примили зависи од зрелоста на личност. Зависи колку е една личност зрела, созреана на психолошки план. Анализите покажуваат дека младите се почесто имаат проблеми со душевниот мир, така што е потребно да обратат поголемо внимание, некако што психолозите го нарекуваат, на сопствената умствена хигиена.